Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, Свети Климент Охридски, празник на еден важен светител за сите оние кои говорат јазици од словенската група. На јазици Свети Климент Охридски бил просветител, доаѓа од територијата на земјата во која ние денес живееме, од територијата на Македонија, важен светител за светската историја, особено важен во делот на образованието. Ивица, токму затоа одбравме на Свети Климент Охридски да имаме една тема поврзана со образованието. Точно. Значи, она што знаеме за него е, знаеме каде делувал. Или? Во Охридско. Знаеме дека преку него се воспоставени првите, така да ги наречеме, образовни институции во Македонија. Црковни школи. Ние милуваме од тоа да направиме МИТ, првиот словенски универзитет, но и првите универзитети не биле нешто поголеми, се да видиме искрени. Тоа не биле само школи не биле исклучиво школи за описменување, имало таму и други работи. Учело, например, некои земјоделски техники, хигиена и така натаму. Во секој случај, образованието на словенските јазици, на нашиот мајчни јазик, започнува благодарение на овој човек, така што да се окажеме тоа, најслободно. Дури и кирилицата е она што денес ние го пишуваме како азбука. Некои од народите со различна сите форма, но суштината е една, тоа е кирилицата. Кирилицата е создадена од него, така е, вице? Не сум сигурен, мислам дека сепак развојот веројатно почнува од него. Сега тоа на крај ќе заврши. Затоа што ние пишуваме на кирилицата, но кирилица не е создадена од Свети Кирил и Методи. Глаголицата тука е точно. Од нив е создадена глаголицата. Кирилицата се вика во нивна чест. Има повеќе теории кога и каде настанала. Веројатно најточно е онаа која го поврзува Велико Трново со азбука која ние денес ја пишуваме, но тоа е една не влегува и таму. Тоа е една сосем друга тема за која и не е важно толку да се дискутира, важно е каде сме ние денес. А тоа ово утро ќе го анализираме со просветниот инспектор во пензија, Ѓорги Илиевски, човекот кој ја брануваше македонската јавност затоа што сакаше да им поништува дипломи, сакаше да им поништува акредитации, сакаше да затвара диплома милс, што би рекли американците, универзитети, и баш поради тоа така системот некако го изфрли. Добро утро, Георги. Добро утро. И јас исто така поздрав до слушателите на Радио Лидер. Денеска е голем ден. Свети Климент. Со ова само покажуваме дека Македонија не е пуст остров, него Македонија има своја историја на писменост, прв универзитет и така натака, значи и ги имаме тие корени на просветувањето и со тоа можеме да видиме и горди затоа што таа писменост е давана и на други и признавана и затоа голема е цената на Македонија во делот на описменувањето низ вековите и историјата. Ивица, актуелно овие денови беа оние меѓународни тестови со кои... Да, светот се занимаваше со новото издание на ПИЗА тестовите. Може ли да им го презентираме? Ајде да кажеме прво значи има едно... Тука денес ја ќе поставувам прашање, извинете, затоа што Ѓорги е просветен инспектор. Ивица има огромно искуство во просветата и во средно образование и во високо образование и на универзитетот Кирил и Методи, нели? Работел како демонстратор, работел и во средното училиште, едно од средните приватни училишта во Скопје, така што од Ивица имам една така добро искуство. За Ѓорги исто просветен инспектор, така што јас ќе прашувам, вие анализирајте. Што покажаа најновите резултати на тестовите ПИЗА се вика, ПИСА? Да, не, ај прво вака пошироко да објасниме. Значи, затоа што кој ги прави тестовите? Значи, тестовите ги прави една организација која што е со седиште во Париж, се вика ОЕЦД.
Организација за економска соработка и развој, произлезена од Маршаловиот план. И уште еден детаљ кој што ретко се познава, дека кога завршуваат преговорите со ЕУ, почнуваат преговорите со ОЕЦД. Бугарија, Романија и Хрватска ги немаат завршено. Добро им оди, ама ги немаат завршено, затоа што таму има сериозни луѓе. Тоа го викаат... Значи поригорозни од ЕУС. Да. Го викаат и клуб на најбогатите земји, има земји во Европа, Америка е таму, Канада е таму, Мексико е таму, Сингапур е таму, Јужна Кореја, Јапонија. Значи една организација каде што се дискутира за многу работи врзани, да речеме, со даночната политика, со економијата и така натаму. Тоа не е тајна, тоа е јавен факт. Например, во делот и на даночната политика, меѓутоа и во делот на посебно во делот на реформите на јавната администрација, Европската унија нема свое законодавство. Овие поглавјата кои што се ќе ги преговараме, поврзани со овие делови, ќе ги пишува оваа организација ОЕЦД. Меѓутоа за нас тоа во моментов не е значајно. За нас е значајно тоа што отпред околу 20 на години, мислам, ОЕЦД воспостави програма за проценка на меѓународните ученици. Што значи? Тоа значи дека 15 годишни средношколци се тестираат во математика, читање, критичко читање нормално и наука. И врз основа на тоа се прави една табела. Ова не е отворено само за земјите од ОЕЦД, ова е отворено и за партнерите. Земјите кои што ќе сакаат, нели, да еден ден да бидат во ОЕЦД. Не, или едноставно што сакаат да бидат дел од оваа проценка, затоа што веруваат во интегритетот на организацијата да ги направи овие тестови. И каде сме ние на тие тестови, на тие листи? Ние сме на тие тестови традиционално, секоја година сме таму, значи ова не е нешто што го, како да речам, ние сме таму во последната четвртина. Сега сме на предпоследно место? Не сме на предпоследно место, туку на предпоследно. Ова што можеме да го кажеме дека ние во Европа се наоѓаме некаде на крајот, заедно со Косово и со Албанија. Во светот сме некаде кај палестинските територии и Аргентина. Но, за волја на вистината, уште една работа да кажеме, што глобално сите ги вознемири. Значи, тестовите покажаа дека короната, пандемијата и посебно, не смееме да заборавиме, фактот дека учениците седеат дома, има некои комбинирани типови на настави и така натаму, остави своја трага, значи има глобален пад на сите резултати. Што значи дека сепак онлайн настава, ништо не може да замени физичко. Ако може да кажам нешто, во поглед на ОЕЦД, како кажавте, Меѓународна организација за економска соработка и развој, формирана во Париж 61 година, 1961 година. Членството во таа организација е многу важна за секоја земја. Во овие 5-6 години ОЕЦД се трансформира во меѓународна меѓувладина организација во која членуваат 35 најразвиени земји. Точно. Во светот. Точно. ОЕЦД најчесто се опишува како клуб на богати земји. Како што се прави за да се аплицира во ОЕЦД? Сега само да кажеме, ние од 69 до 1991 година бевме придружна членка на ОЕЦД преку поранешна Југославија. Било во клубот. Да. Не, придружна членка. Придружна Значи имаше, значи не беше член. Придружна членка која што ги следеше работите, амбасадата на Југославија во Париз историја беше амбасада при ОЕЦД, планира пред расцепот да ги раздалат, секоја земја од овие има таму амбасада. Таму се види, таму работат врвни стручњаци, главно поврзани од државната администрација. И тоа е многу сериозна организација. И она што е многу важно, за да се членува во ОЕЦД, мора да се задоволат минимум барања, меѓу кои има и законски други стандарди. Меѓу тие стандарди се борбата против корупцијата, заштитата на потребувачите и одговорно користење на минералите. Последна од земјите што исполнила тие услови е Летонија.
која во 2016 година стана 35-та членка на ОСД. Во неа, значи, овој клуб на богати е познат по неколку работи од економијата во светот. Втора работа во која е познат ОСД е неговата посветена работа за судбивање на даношното затајување. Трета работа, може би не е позната кај нас, тоа е анализата на стандардите во образованието, позната како PISA програма. Во неја е вклучена и Македонија, но за жал резултатите на овдешните ученици во светски рамки, нашите ученици во светски рамки, се на самото дно, секогаш се меѓу најлошите. Ве молам, на кое место се нашите? Па вака сега дори сме исто од 2018 година, значи загрижувачка состојба и 2022. Значи дури сега сме уште послаби. Значи од 2018 и сега. Што значи? Од 81 земја, учениците од Македонија на 61-то место се по математика. На 71-то место по јазици. Значи на писменост. Од 80 и една земја. Значи ние сме меѓу најнеписмените. Да. Не, следно... на 68-то место по природни науки. Најниско не сме, но сме за жал една 3/4 од учениците, значи имаме неписменост. Тоа е загрижувачка состојба. Сега, во една ваква ситуација, морам тоа да го кажам, каде што е вклучена Македонија, и резултатите на овдешните наши ученици во светски рамки, како што кажав, се на ниски гранки, односно на самото дно, тоа се меѓу и најлошите. Меѓу најлошите, не викам најлоши, него меѓу најлошите. Кога некоја земја, ова е многу важно да се има во предвид, како размислуваат и другите земји, кога ќе се најдат во една ситуација како нашата, ќе добијат толку лоши оценки во PISA програмата, тоа е знак за тревога. Но кај нас не е случај. Ние мирно ги следиме пропаѓањето на образовните стандарди. Да, дури вчера видов дека информацијава за PISA на сите вести во Македонија беше дубоко утречи, голем дел од телевизиите не ја ни споделија. Значи, кога дозволиш една... Ајде. Да влеземе директно во темава. Слободно. Ајде. Значи, на темава одамна пишуваме. Интересно, имам објавено едно преку 3-4 колумни на темава. Уште тестовите од 2000 година беа аларм за тревога. Пази, 2000 година. Немало ни... Да, уште било тоа комунистичкото образование. Не, значи точно. Да, ниту уште... имало овие што ги зборуваме пропаднало, не пропаднало едно друго. Тогаш зазвони алармот. Значи во Македонија се појави само два текстови. Мојот текст и текстот на Петар Каевски, еден од најпаметните македонци, сега мислам дека е во Виена или каде да е. Текстот беше пресметка со митот што го имавме за, не знам, првното образование што го имала Македонија и Југославија. Тоа било образование што било прилагодено на реалноста, едно население доминантно аграрно, рурално, да го описмени, да му возможи да зачекори во индустриализацијата. Далеко од тоа дека тоа образование било врвно или било во иста категорија со образованието во Франција, која што има систем на јавно образование од Наполеон III, значи 170-80 години, со американското, со канадското, со британското и така натаму. Кога ние зборувавме за тоа колку нашите ученици се фантастични и феноменални, зборувавме за тоа како најдобриот од Корчагин, еве ќе кажам, најдобриот од Корчагин, неколку генерации пред мене беше Виктор Мизо. Тој беше прв ученик кој што од Југославија, од Македонија, замина во Соединетите американски држави директно да учи. Но тој е најдобриот од најдобрата гимназија во Скопје. 2 милионска држава. Најдобриот од најдобрата гимназија во Источен Тимор исто така ќе заврши на Харвард. Тоа не е тоа што треба да го гледаме. Тоа што треба да го гледаме е просекот. Просекот е лош. Бил лош од секогаш. Значи, треба да се соочиме со тоа. Не е дека било некаде на врвот па паднало. Бил лош од секогаш. И јазот измеѓу нас и најразвиените земји расте. Не само меѓу нас и најразвиените земји, туку измеѓу нас и некои земји кои што се уште држат до некои стандарди. Еве, на пример, ако ги видите резултатите во моментов
азијските земји се на врвот, во смисла Јапонија, Јужна Кореја, Хонг Конг го тестираат, една година ги тестира Пекинг, Шангај и двата клучни градови во Кина, совршени резултати го кажа, значи се држат до тоа. Скандинавските земји редовно се наврват, западноевропските земји редовно се наврват. Од поранешна Југославија, Словенија има пристойни резултати секогаш. И покрај тоа што зборуваме дека американското врзание било вакво такво, Америка е најчесто на посек. Македонија за жал се наоѓа многу долго. Дури подолу од Србија, подолу од Црна Гора, подружство на Албанија и на Косово регион. И тоа треба да биде аларм за тревога. Ѓорѓе кажа добро. Како реагираа нашите? Еве сега да кажеме. Првиот тест 2000 година Беше катастрофален и рекшија да стават пауза. Владата на СДСМ, која што во Европа ке не носеше, реши да не се тестира. Знаете што е една работа. Не само што не се загрижени воопшто за образованието, кај што ни пропаѓа. Прво, гледате, кого ние поставуваме за министри во образованието. Не да го остави го, да го ставиме Шаќери. Тоа е веќе промашена работа, оддавна кажав. И има образовен криминал кај него. Не може да биде овај. Па Десковска, па овај што беше и од ВМРО, правникот, како се вика, Тодоров. Па не знам кој други. Значи, едноставно, луѓе, ние треба да имаме мери систем на квалитет. Кога ќе поставиш министер за образование, треба да има сознанија за многу работи. Да има пишувано, да има своји книги, да навлезе во проблематиката. Босески, јас не можам да зборувам многу за дипломатијата, затоа што тука јас гледам дека си експерт. И јас сега да ме ставите во тука да држам некои предавања за тоа, ќе има големи промашувања и за било што. Значи, ние треба да си поставиме луѓе кој ќе го води образованието и како ќе го води образованието, која е неговата екипа, кои се неговите советници. Добитно и кој е внатре во министерството. Министрот треба да има нека политичка насока, експертите се тие што. Ние сега имаме ситуација, воопшто уво не ги боли што се случува. А во развиените земји, ево еден пример ќе дам само Финска, кој на тој план на ОЕСД-то написан, секој се наоѓа на првите места, прва, втора и трета. Но вложува во образованието. Последните 150 години, јас кога ги ја пишував таа колумна, баш сакав да видам стварно што е Финска. Ние не можеме таму да одиме, но вика со самото тоа Финска и економски се развива. Економското развивање. Кај сме ние во тој дел? Ние ако немаме добро образование, а немаме, не вложуваме, бруто домашен производ се знае нашиот кафе, колку вложуваме за науката и кои се нашите предуслови и услови за да одиме напред. Јас во повеќе прилики се расправав со господинот Груевски. Во која смисла? Вика, ти, Ѓорѓи, многу пишуваш оштро за образованието. Јас велам една работа. Вие велите, треба да играме со Манчестер, со Реал и така натака. Но за да играме со Манчестер, Реал и така натака, ние треба да вложиме, да имаме пари, да имаме такви јаки играчи, за да не треба Брегалница да ја победиме. Да. А сега, ние што вложуваме во образованието? Колку вложуваме во образованието? Дали е направена некоја анализа? Еве, 3-4 години европските извештаи, ОЕСД, УНИЦЕФ, вчера се јавува представничката УНИЦЕФ од Македонија и вика загрижувачка состојба и никој тоа не го слуша и не се... мене и ова за Ивица и за Ѓорги, извинете што ја прекинувам. Ивица, зошто ова не е главна тема во нашето општество? Има неколку причини. Една од причините затоа што нашето општество не сака шок. Да бидеме искрени, нашето општество не сака шок. Никако не сака, ние од шокови живееме. Ама оваков шок не сака. Имаме таблоидизација. Ама не сака шок што иде против митото. Нашето феноменално образование од минатото не било ни тогаш феноменално за да биде вако. Било прилагодено на реалноста. Македонија 45-та година била една земја рурална, со огромно неписмено население,
На нива сме биле сите. И тој И таа земја требало да зачекори во индустриализација. Го направила тоа феноменално. Меѓутоа, во моментов треба да зачекориме во дигитализација, така ли е? Сега, за да се соочиме со тоа, треба да видиме што прават тие што се, нели, и подобри од нас. И тоа е проблем. Шокот е проблематичен. Второ, можеме да зборуваме многу за минатата влада. Меѓутоа, минатата влада на крај се дрзна и одлучи да ја мери Македонија. зборуваме за ВМРО да помана и Никола точно. Груевски. Се обидува со некои програми, таа Кембридж програмата и така натаму. Можеме да зборуваме, така било, но беше некој обид. Тој обид се распадна кога дојде Мила Царовска, тоа мораме да го кажеме. И сега сме таму кај што сме. Еве, повторно, редовно, види, отприлика 100 поени под просекот за тестираните земји се наоѓа Македонија. Ако го земеме просекот на земјите од ОЕЦД или од ЕУ, бога ми најдебело. Во регионов, само Словенија се наоѓа над просекот. Те да речеме, да земеме, која да ја земеме? Математика, најбитната. Србија како стои? И Србија е под, Србија е некои 50 поени под. Сепак е над. Сепак е Во над, друштво на да. кои земји е Србија? Тоа ме интересира. Чекај само да ги видам, да ги видам нифи, да ги најдам. Добро, пак не е нешто машала. Добро, но знаеш, Но ние треба да најдеме регионален пример со кој треба да се трка. Види, регионален пример, нешто подобра е, добро, за Црна Гора се ни јаси, Бугарија, да речеме, нешто подобро. Добро, значи Бугарија веројатно. Ама еве Србија е добар пример. Турција не може да ја споредам. Види, Турција го задржа тој социјалистички образование, не за џабе. Види, понекогаш стереотипите имаат причини. Кога ќе тргнеш во Америка на овие по економија што се одделите. Гледаш индици и турци диспропорционално повеќе од колку што нели треба да ги гледаш. Значи има Турција образование. Да. Само да кажеме на работа. Дигитализацијата, компјутеризацијата е потребна. Но треба да се оди чекор по чекор. Шведска се враќа назад на учебниците. Затоа што констатира, анализира нивните институции дека има неписменост. Децава не знаат да пишуваат, не знаат да комуницираат. И се враќа назад од тие анализи што се направени во Шведска. Во Италија, поранешниот министер за образование си поднесува неотповиклива оставка затоа што согласно стандардите на Европската комисија за образование добивале многу помалце средства. Требало над 3 милиарди, не знам колку да добијат, да не бил тука, и министрот си поднесува оставка затоа што резултатите биле испод европското ниво. А кај нас кој поднесува оставка за такво нешто? Георги, Добро, ма ова се долгорочно. Ова се во долгорочно. делот на дигитализацијата, да сега да бидеме рационални и да размислуваме напредно. За 20 до 2050 година е едно мое предвидување, едно мое мислење. Пишување со рака нема да биде потребно на планета. Не разбирате што сакам да кажам. До 2050 година луѓето нема да има потреба да учат да пишуваат со рака. Колку и да ви звучи ова сега шокантно вас, да речеме. Не. Мене не ми е толку шокантно, пошто ја меѓу време као да заборев да пишувам со рака. Пишувам, но ракописот ми е толку грд затоа што не нормално работиме на компјутер цело време. Финска и в други земји работат и на таа вештачка интелигенција и така напредокот. Јас не сум конзервативец. Јас сакам да кажам, треба да одиме чекор по чекор. Што рече Ивица, од земјоделска земја, постепено се развивавме и дојдовме и до индустриализација и до едно друго. Нашиот систем бил доволно добар да не описме. Сега треба да одиме едно ниво погоре. Така, но ајде да видиме каква ни е состојбата во основните училишта во Република Македонија. Само да знаете. Јас во една дадена прилика на една трибина кажав: Македонија, за разлика од Србија, Хрватска, Словенија, има институт за педагошки истражувања, викаат педагошки истражувања и така натака. Јас сум бил и во Словенија
и во Србија. И зашто го поставам прашање во ова? Таму за секоја работа се врши анализа на нештата. Кај нас Бирото за развој на образованието е збирштина на неписмени. Збирштина, препишиле програма и видовме што направија, каква програма направија, видовме овие години што ни се случи со несоодветни министри како Царовска, кој што сака брзо да оди реформа. Да, има потреба од промени, од реформи, поаѓајќи од сите овие тестирања. Значи, но не на ваков начин. Не на ваков начин. Ивица, Само уште една работа. уште ти па одиме со реклама. Добро. Ова ќе одначнам, па ќе одиме после рекламите. Ако со нешто се гордеам, да речеме, во моето семејство, тоа е дипломата за завршен градежен факултет на мојот дедо, Слободан Јовановиќ. Тоа е прва универзитетска диплома во моето семејство. И подрага ми е дури од мојата магистарска диплома од Америка, искрено да кажам. Зошто? Благодарение на таа диплома, ова баш што го зборевме, и социјакономски моето семејство е подобро. Од секој аспект. И тетка ми и мајка ми имаат дипломи, сите внуци што се од дедо ми четворица имаме дипломи, дури и магистериуми и така натаму. Зошто го спомнувам ова? Ова го спомнувам затоа што меѓу другото ПИСА знае да направи една анализа на социјакономските индикатори и се покажува дека за жал во Македонија тонеме во тој дел, односно децата од привилегирани социјакономски семејни околности Полоши. се далеку подобри, Подобри. од децата од непривилегирани. А кој ги сметаат за привилегирани? Тоа Тоа е богатите, се збориме се. Тие што имаат дома поголеми примања, така? Значи уште еден мит. Да. Не, па, ама Рушиме. Нека нас е митот, тие на богатите не учат ништо, си нема купуваат врска дипломи. Види се, тие на сиромашните, како и во цел свет и во Македонија. За жал капитализмот има свој фалинки, што го зборим. Една од фалинките е дете од побогато семејство има пристап прво дома до една поширока литература. Има пристап до семени разговори кои доаѓа неговото семејство кога организира дружење и така натаму, се знаат да поканат со луѓе со кои што имаат попредизвикувачки муабети во тој дел. Потоа приватното образование во Македонија, мораме да кажеме, дел од приватните училишта, зборуваме средни основи. средни, се на вистина неколку степени над донатите. Не е високото. Високото образование се гледа дека Кирил и Методија е неприкосновен и така треба да остане. Дека Да. ама види, неприкосновен во во долниот дел од табелата. Ама види, што е проблемот? Што е па тука проблемот? Значи, пази, високото образование кое што треба да е најскапо. Така. Фактот дека социјоекономски овие што се побогати може да платат подобро средно образование, полесно нивните деца завршуваат понатаму науки. И тоа треба да го земеме во пред. А образованието треба да биде оној лифт кој што возможува трудолюбиви, талентирани деца да ги крене нели од сиромаштијата и да им даде подобар статус во животот. Затоа ја спомнав таа диплома на дедо ми. Затоа ми е толку драга. Дедо ми влегол во тој лифт го однел на едно повисоко ниво. Во моментов во Македонија има море такви личности како дедо ми што бил во 50-тите години. За жал, лифтот е расипан. Образованието треба да е тој лифт. Ајде ќе идеме на реклами, сакам Ѓорѓе да слушам што. Одиме на реклами со кои се вратиме, со кои се вратиме, гледаш како неписмено звучи. По кои се враќаме во вториот дел од нашата емисија, почитувани слушатели, во кој ќе продолжиме да ги анализираме и резултатите на тестовите, ќе се потрудиме и да најдеме некакви решенија за македонскиот образовен систем во духот нели на Свети Климент Охридски. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Интересна тема ова утро, тема ни е образованието. Илиевски, вие предизвикавте прилично фама во македонската јавност, имавте шокантни тврдења за Универзитетот на Мерко. Ве чинеше тоа и прилично така да ви се одмаздуваат. Па, не само за кај Мерко, него тој е така наречен универзитет. Родарашки семе, тој е така наречен универзитет во една нормална држава. Значи, има акредитација се да внимавам. Да, сакам друго да кажам сега.
Тоа е така наречен универзитет. Како што е така наречен универзитетот Мајка Тереза. Како што се така наречени неколку приватни универзитети. А, згора на тоа, каде ја гледам вината што утре идната нова влада на опозицијата, мислам на ВМРО ДПМН, што треба да обрати внимание за решавање на тие проблеми. Ние ги спомнуваме проблемите, тие има вакви дипломи. Но, каде лежи проблемот? Проблемот лежи кој го води одборот за акредитација, кој го води одборот за акредитација, за евалуација, кој ја води Агенцијата за квалитет на високото образование. Се тоа партиски луѓе на ДУИ и на СДСМ и едноставно спроведуваат и се филијала на политичките партии. И сега Па не ги не знаеме кој е директор на бирото за развој на образование. Агим Рушити е директор. Кој е човек? Човекот беше во Министерството за образование и наука. Добро. Кој што има магистрирано, докторирано на педагошкиот факултет во Скопје, докторирано на информатички студии во Нови Пазар во Србија, место каде што е познато за доста криминални работи, каде што таму докторирал и Рамиз Мерко, но таа негова докторска не е ностифицирана и денеска Рамиз Мерко ти е вореден професор, ако не е редовен. Жената на ректорот на тој универзитет Струшки, нотарка, сега може би вореден професор и така натака, со неностифицирани дипломи. А вакви имаме X. Сомнителни дипломи има Агим Нухил, кој што е заменик министер за образование, поранешниот министер за образование Арбе Радеми, кој што незаконски се унапредувал, кога му мирувал работиот однос. Значи, и само ги спомнам овие. Имаме пратеници и министри со сомнителни дипломи. Ако се провери тоа. Јас го поставам прашањето во една прилика, треба да се провери и дипломата на така наречениот Харвардски универзитет што го имал Ковачевски. Нема диплома, он има сертификат само. Дипломата му е од друго место, од Црна Гора. Прво кога почна, прво јас пишував колумна кој е Ковачевски и кога барав од Американ коледж да ја добијам, немој молим те, не чепкај таму. Не чепкај. Ја ќе чепкам и кај Зоран Заев. Ја чепнав и кај Христијан Мицковски на Машински факултет. И за Кочо Анđушев. Но не најдов таму никаков проблем. Кај Кочо и кај Христијан значи нема проблем. Нема проблеми. Јас тоа сакам, за да не речат овој сам води кај еди. Не, ево и таму. Се е окей. Не, добро, он докторирано има во Подгорица, нема на Харвард. На Харвард имал само една. Но никој не го видел неговиот докторат. И докторатот на Ковачевски го нема во датабазата. Ти кажуваш дека имаш докторат и предаваш не знам каде. Јас како инспектор сум должен да послушнат глас и било како што сега пишувам колумни кои што добивам за разни работи, фалсификати, и сакам да проверам. И ти викаш, нема што да го видиш. Например, утре Ивица, толку многу сомнежи за Ковачевски. Например, и јас да бев на негово место, јас јавно ќе го извадев докторатот, ќе си го ставев на мојата веб страница. Не само тоа, најчесто нели тоа се издава како книга. Да, затоа што знаеш има некој специфичен начин на го записува докторат. Потоа најчесто се преработува тоа и се објавува книга. Еве се на пример, ти на пример во Америка ти е магистериумот. На универзитетот во Питсбург, таму нема класично пишување на магистарска, има Capstone Project, фин проект. Да. Но утре некој ако седне да јаде гураби за тебе дека тоа било вака или онака, ти ќе го извадиш твојот Capstone Project, ќе оставиш онлайн на академија, на не знам која платформа и ќе речеш еве слободно гледајте го вие. Мене доколку нели на универзитетот Англија Раскин во Кембридж утре некој ми рече ти Љупчо не си дипломирал таму, јас мојот финален проект на кој сум работел, мојот дипломски труд, ќе го извадам јавно, ќе го покажам сертификатот, ќе покажам на кое место се наоѓа тој универзитет на светските листи, ајде, нека дојде некој слободно, нека негира дека сум завршил.
Истото важи и за тебе, истото важи и за секого. Димитар Ковачевски имаме еден тон скандали поврзани со неговото образование, не излезе бе да каже еве го мојот докторат. Јас докторирав на тема не знам, што и да е. Мене тука ми е самото тоа ми е симптоматично и ми говори дека станува збор за шарада. Прво, зашто сомнежот, во што е сомнежот? Кај нас, кај инспекторите. Сомнеш ако дојдам кај тебе и ти го криеш и не сакаш да даеш докторската или магистерската и така натака. Тоа е сомнеш. Како што е сомнеш, што е фалеше сега Ковачевски, ова што сега е директор на аеродромите, Миликије Халити, како се вика. Да, тоа е последниот скандал. И што беше градоначалничка на Рачинова, сега директор на аеродроми. И сега, моите истражувања покажуваат дека таа Миликије е запишана во 2015 година на педагошкиот факултет во Скопје. И незиното студиско досие е под број 11434. На оделенска настава на албански јазик. Добро. И во досието, незино, студентско досие, нема никакви документи за положени испити. Сега, побарав Државниот просветен инспекторат тоа да го види. Излегува Ковачевски, вели не, има завршен економски факултет. Па добро, ајде, на кој факултет или универзитет завршен економски? Ако и тоа да го видиме. Нема до ден денеска и се затајува. И каде се сомнежот? Не се чепка затоа што била член на СДСМ, без разлика. И нека е член и на ВМРО, нека е член и на ДУИ и на било кој. Тоа не е мала работа сега. Не е мала работа. Пазите, значи имаме едни вакви ситуации кои што отворено треба да поговориме. Сега, морам да ви кажам една работа. Секојаш формираше владата Совет за унапредување на образованието и науката. Ајде да видиме тој совет сега, зошто не застане, кај што го води Ковачевски, зошто не застане сега и да проанализираат со записа, што треба понатака да направиме. Вчера гледам, дали бил на педагошкиот факултет, бидејќи имаше патрон, вика, ние сега ќе се залагаме да дадеме што повеќе средства за науката. А Ирлија. Кога сега ќе си годат? Сега кој ќе си годат? А за науката се издвоиле сега 0,08%. Значи ниту најмалце, значи ни 1% нема. И за каква наука зборуваме и за какво финансирање и за каков буџет во образованието. И сега не чуди тоа што земјите од ОЕЦД, од Европската унија, издвојуваат за науката 3,5%. За науката зборуваме. А за образованието издвојуваат од бруто домашниот производ негде над 4,5-5. Добре, ке нас не се мали бројките, затоа мали се бројките? Не се мали од БДП-то, затоа што тука влегуваат и платите и така натаму. Сега кога мораме да го кажеме и тоа. Ивица, кога го кажа тоа, јас морам да ви кажам. Знаете што се истражувањата на Светска банка, на ОЕЦД, на УНИЦЕФ? Повелете. Така. Колку училищата ни померка на детето? Со тие анализи. И тие воопшто не ода да го тоа резумираат. Од тие истражувања, само ќе кажам да бидам попрецизен за нашите слушатели. Македонија, цитирам, Македонија се соочува со криза во учењето, а постигнувањата на учениците се под просекот на учениците од Западен Балкан, ЕУ и ОЕЦД. Соседните земји постигнале подобри резултати од учењето со малку повисоки нивоа на расходи за образованието. Во моментот 87% од расходите за основно образование се трошат за плати на вработените во училиштата, поради што нема доволно средства за капитални инвестиции, пази, обнова и одржување на објектите во добра состојба
како и инвестирање на професионалниот развој на кадрот. Ова доволно говори, значи, да е една таква загриженост за нештата. И не туку така вчера представничката на УНИЦЕФ во Македонија вели и ги повикува сите политички партии, без разлика позиција, опозиција и така натака, градоначалниците, собранието, да се седне, бидејќи образованието е темелот на државата. Има развоен образовен систем, имате развој на економијата, имате развој на науката. Во зададенава ситуација ние тоа го немаме. И она што е најтрагично нешто. Македонија се соочува со криза во учењето. Програмата за меѓународното оценување на учениците од ПИСА покажува поразителни резултати. Во аналитиката која истражува дека, пазите, ова е многу важна работа, Лупчо. По 11 години поминати на училиште. 11 години поминати на училиште. Едно дете во Македонија во просек има образовни резултати еднакви на 7,3 години на учење. Тоа е најлош резултат во Европа, или со други зборови, децата одат на училиште со 3,7 години кои им се залудно потрошени. Сега само може да навлеземе во уште еден податок, кој што е го имаме од оваа аналитика што ја даваат, што исто така е алармантен. Например, само 0,7% од учениците имаат резултати повисоки од она, да речеме, ако на светско ниво имаме 5 и 5+, само 0,7% од учениците имаат такви резултати. А 55,8% неверојатни би имале помалку од двојка. Еве да го споредиме тоа со Србија, да речеме. Парамен или нешто споредливо. Да. Системите ни биле слични. Кај србите, значи, еве да ги речеме петкашиве, се 5%, а овие што се под двојка, значи тие што треба да паднат, се 1/4, 24,5%. Поразително ова сигурно и за нив. Така. Ама за нас е катастрофално. Друг момент што реагира Европската комисија за образование. Да. И во извештајот стои. Во делот на по системите, ова да му го поставите како прашање на министерот за образование, што е систем и подсистем, јас ево. Прво, подсистемот предучилишно воспитание и образование. Македонија нема закон за предучилишно воспитание и образование. Сите тие активности ставени во законот за заштита на децата. Нонсенс е тоа. Ако не знаеме како, можеме да видиме во Србија како е. Како е во Бугарија, како е во Хрватска, како е во Словенија, да не одиме подалеку. Не, Словенија доаѓа од истиот систем. Не, добро, сакам да кажам, да не одиме сега далеку да играме со Манчестер Юнайтед. Него да одиме од овие нашите. Па Словенија и Манчестер Юнайтед до првите 15 земји во светот. Не, добро, сакам сега друго. Ньюкасл. Словенија Ньюкасл. Абе, од 80, не од 20, пази. Да. Од 90 земји кои се првите 15 си Манчестер Юнайтед, извини. Ако вложиме многу пари, не може Манчестер Сити да биде. Сега што е многу важно. Вештачки изграден. Што е многу важно, затоа сакам да одиме со и со Астон аргументи. Вила, ке се согласам, доста е. Вестхем, некој таков. Болтон, у втора лига. Поголем дел од нашите училишта. Дали знаете дека се учи во 2 смени, 3 смени? А децата? Моите се големи, твоето е малечко, но децава кои што ода сега во основно образование и учат. Ево, да земеме скопскиве да земаме училишта. Учат во 2 смени. Имаат по 6-7 часа. Часа задолжителни. Каде се активностите дополнителна, додатна настава? Англиски, пливање. Слободни активности. Значи не може да се одржат, бидејќи од прва, втора смена треба да има еден простор за проветрување и така натака. Зборувам за во скопските училишта.
Значи таа анализа новата влада што ќе дојде. Се надевам дека ќе биде на ВМРО ДПМ, не? Овде треба тоа да добро се анализира сите овие моменти и да се приспитаат работите. Да не брзаме ние кои ќе дојдеме на власт. Не, кои ќе дојдеме на власт, како што некој така многу лесно кажува, треба да ги преспитаме сите работи. Затоа што со Лјупчо разговаравме. За 4 години вие не можете да направите ништо кога 20-30 години многу работи веќе ни отиште. Лјупчо, одржа ли пресконференција министрот за образование на оваа тема? Не. Не ни очекуваме. Јас го пратам. Не. Ама што ќе каже? За ланскиот снег. Ќе каже за Подгорци. Заедно ќе каже за Подгорци. Во Струшко. Јас отворено побарав негова оставка или да му ги одземе ингредиенците на Рами Измерко. А многу таму не оди да одземе. Во Подгорци има директор. Значи, со завршено средно. А смеето? Како тоа е спротивно на закон. Пази, завршил средно ветеринарно Бог да и одгледува крави, кои и магариња. Та убава работа, важна за општеството. Така, и на брзина, кај така наречениот негов универзитет, за нецели 2 години завршува правен факултет. И сега ти е веде директор во Подгорци. И таму сега нема никаква одговорност. Никаква одговорност нема, се веа знамие на голема Албанија. Добре што не ги тера децата да мукаат. А види, не го имаме тоа, значи треба да се навлезе малце во таа иконографија, во школите не сме да има тоа. Такви иконографии, такви митологии. Значи да се разбереме. Во школите, еве ја да ви кажам, како човек кој ги анализирал, ги следал меѓународните образовни системи, во школите не смее да има икони. Не смее да има верски обележја. Не смее да има обележја ништо различни освен државните обележја. Да. Тоа е тоа. Школите се за учење, школите не се за идеологија, школите не се за политика. Национализам. Лјупчо, Не се за децата се национализам. користат за политички цели, тоа е опасната работа. Се пеат иредестистички песни за голема Албанија, каде таму се сместени територијата на Македонија, Грција и така натака. Се пее шовинистички. Никој не е против на денот на албанското знаме да се прослави. Никој не е проблем, нека си биде. Но ти да издева таква иконографија и да добиваш подршка од министерот за образование, а тој истиот министер оди во газилова и сака да му ги одземе ингредиенците на градоначалникот за некои други работи. Покажува некој патриотизам и покажува некоја сила на нештата. Каде е одговорноста? Каде е тука Ковачевски? Кој што го повикувам да му да побара оставка. Јас знам дека нема да побара ништо. Знам дека веќе тие се раштимован оркестар, но тука е таа одговорност. И кај ги ставаме децата? И после се чудиме кој е виновен? Дали се децата виновни или возрастните? Дали тие наставници што таму пеат? Како се одгледуваат во Подгорци или во Лабуништа, каде што имаме дечиња и на албански, ама има и деца кои што учат на македонски јазик. И кои што се чувствуваат како македонци со муслиманска вероисповест. И како ќе ги зближиме тие работи? Кој сака да направи шовинистички разделок во Македонија? Овие што се залага за Европски фронт. Ве молам. Не, ама исто да се однесува сега да си погледаме на нашиот двор, исто да се однесува и за друг тип на иконографија, па која велича, не знам, Александар Македонски и така натаму. Во една школа тука во една скопска општина децата облечени како комити на некаква приредба, мене исто тоа не ми даде, не видов убави емоции. Например, не би сакал утре да го пратам син ми и некој да му стави Тодор Александровка на глава. Знаеш. Не треба тоа. Не сакам. Не сакам, се објективно кажувам. Лјупчо, нашата илиденска историја е една работа. Никој не е против кога ја игра шота и играат како орли. Значи не е проблем тоа. Мене тоа не ми смета. Мене ми смета иконографијата на голема Албанија и песните кои што се против. И такви исто карти на големи Македонии, на големи Албанија. Не, сега сакам да кажам, ние немаме претензии кон ништо. Значи вака, Ѓорги,
деца, За малолетни. училиште, зборувам за училиште, зборувам сега. Значи, Ова се зборувам, случува во училиште. деца во градинка до 4-то оделение и така натаму. Не е потребно ни македонски некакви национални, ни албански, треба тапшин танана да учат, ме разбираш? Мали деца у градинка и прво, второ, трето, четврто, до сака доручек, сака репете. Не тоа го учев му школо. Нема потреба да се задојуваат децата. Да. И вие доручекот заврши. Да, па сака репете, ми пие многу млеко. Да. Значи, суштината е дека основно образованието е описменување, првенствено, секундарно, добивање на еден широк поглед, на едно и трета нормално работен начин да го истренирате мозокот критички, Ајде, Лупчо, јас ве разбирам вас. Ве разбирам многу убаво. Зато македонците во Албанија, кога имаат прослава, покрај македонското знаме го стават и албанското. Значи, ја почитуваат државата. Апсолутно. Ја почитуваат државата. Ама така и треба да е. Во дадена ситуација, денон да албанското знаме, кај беше македонското знаме? Никаде. А кај се случува тоа? Во Република Македонија. Не, согласуваме со тебе. И второ, вие да не ја знаете химната. Во Албанија македонците ја пеат химната и на Албанија и на Македонија. Како што во Словенија, нашите македонци што сум бил таму, на прослави на македонски веселби и така натака, и словенечкото знаме и македонското. Овде се негира целосно македонското знаме кај нас. И во прашање дали треба да се пее химната на Македонија во Македонија. Ве молам, сите треба да видиме. Добро, ама пеење на химната ова нема да ни го подобри. Да се фокусираме на пиза, знаеш, онака. Таму никој не мери дали ја знаете химната. Таму дали ги знаете основните работи за кои е потребно образование. Па сега, еве го, што треба да се анализира? Ние кажавме дека имаме 2/3 на училишта што се учи двосменски. 900 часа помалку нашите ученици учат. 900, што, значи, за разлика од другите што се оземите на ОСД. Сега, се поставува прашањето, кај се резултатите? Па немате. Значи, не е направена таа анализа да се види колку имаме централни училишта. Имаме 1000 училишта? Имаме, да речеме, 1000. Од кои 360 се централни училишта, 600 и нешто се подрачни. Во какви состојби ни се наоѓаат тие училишта? Во какви состојби? Тие 3 години немаме учебници. Ние 3 години формално се пишува во дневниците, електронски или не знам какви сега, се пишува дека се одржуваат во наставни активности. Лага. Нема. Не може да се одржи. Кога? Кога имате 6-7 часа. Пази, станува збор за дете до 14 години, 15 години. 7 часа, ќе ве молам, колку е тоа? Вие после 8 часа од работа, ќе дојдете дома. Не, сакам да кажам. Заев како викаше, ние имавме секој ден по 4 часа, што ни и петок по 3. Да. И што ми фали, јас премиер станав. Така, да. Затоа што сите овие анализи што ги кажувам јас и ги потврдува ОЕЦД и Светска банка и велат вака, за да се надмине овој предизвик на реформата на основното образование, треба да се има цел да се зголеми бројот на часовите за настава. Бројот. Како ќе се зголеми? Ајде, тоа треба да го анализираме ние. Како ќе се зголеми бројот кога вие денеска имате 6 часа, 7 часа и не можете тие да ги издржите, а неминовна потреба е од тие активности, што рековте англиски, па спортски активности и редови работи. Дополнително или приватно ако оди некој родител да му даде на Полека завршуваме затоа што скоро 1 час имаме, уште едно прашање за 20 Ивица, почни ти, слободно елаборирајте подолго. Според тебе, која е методот Ивица за решавање на ситуацијата? Па, јас мислам дека методот прво не е едноставен.
Па, И не е хамбургер политика ова Да. што може да дае ефект на краток рок. Ниту пак можеме да прекопираме систем кој што некаде функционира совршено. Не може. Нема тоа да функционира. Добро. Треба да видиме овдека што е низ нашиот систем или стручњаците од нашиот систем треба да се бара одговорот. Во Македонија веќе има експерти во областа, средношколски наставници кои што имаат извадено сертификати да предаваат во француска матура, во меѓународна матура и така натаму. Понатаму во Бирото за развој на образованието има и врвни стручњаци, да се разбереме. Има луѓе кои што одлично си ја работат. Мислам дека тие треба да дадат до израз професионалците. Мислам дека треба да има јасен политички фокус на министерот. Јас не сум за тоа министерот да биде од струката. Министерот треба да биде тој што ќе возможи демократска контрола на струката. Но тој треба да ја даде насоката или таа. Нашиот образовен систем да се движи кон една насока каде што овие тестови ќе се подобрат. Тоа нема да биде утре, нема да биде задутре, нема да биде за 3 години, но е неопходно да може Македонија да го фати приклучокот кон 20-тиот век. Зборуваме дека многу луѓе 21 век. Зборуваме дека многу Кон луѓе 20-тиот не го фативме. Не го фативме, да. Сега да видиме. Не го фативме, види. На При крај крај на станавме половина софистицирани. таму Да. негде Меѓутоа, стегнавме. да се вратиме, Па може, види, 20-тиот век, реално тука сме го доживеале негде после 55-та, дошол тука 20-тиот век. Значи, после 2055-та година ќе дојде и 21-тиот век кај нас. Конечно. Така, ако гледаме развојно, споредбено на со крајот светот. од ова зависи суштинскиот развој на државата. На крајот пак ќе кажам она што ја начнав темата, образованието треба да биде тој социјалниот лифт што ќе го издигне поединецот од сиромаштијата во средниот слој, во еден подобар, поисполнет и послободен на крајот на кришната живот. Сиромаштијата меѓу другото е загрозива основната слобода. Кога вашиот ден исполнет за тоа како да го заработите ручекот, вашата слобода е далеку поограничена. Образованието, меѓу другото, ви ја дава и таа поголема слобода на избор во живот. Толку од мене. Илиевски? Образованието е ресурс кој што создава ресурси. Образованието е инвестиција кој што се исплаќа ако добро се тоа применува и практикува. За жал, ние треба новата влада, се надевам дека ќе биде на ВМРО ТПМН. Зашто толку се надевате сега на ВМРО? Се надевам на ВМРО Може ТПМН. СДСМ ќе се реформира, ќе ги реши овие работи. Ќе се реформира кога ќе се реформира мајка ми. А таа е почината. Ве молам, мораме да бидеме на чисто некои работи, отворени. Дека ние имаме стручњаци во Бирото за развој на образованието, тоа е лага. Имаше. Или се дел починати, или се во пензија. Има. Тоа е збирштина политичка. Ако Партиска. нема партиска. Ако нема каде во Бирото за развој на образованието. Немате стручњаки. Јас се јавно кажувам, нека повелат на било каков дуел, на било која телевизија да разговараме за тоа нешто. Нема. Зошто нема? Затоа што не може да се слуша и да се прават програми така, на брзина, како што правеше Царовска, со промена не знам што, кога во развиените земји, Финска, Данска, Норвешка, си постои физика, хемија, биологија и така натака. Си постои историја. Си постојат и природни науки. Ние направивме збирштина во таквото нешто и што доведовме. Тој е еден момент. Вториот момент е, ако не ја направиме правата слика на ниво на Република Македонија, во какви состојби ни се основните училишта, искористеноста, простор и така натака. Да се види. Ако не се намали бројот на ученици од 34 на 20, ако немаме само една смена, не да имаме две смени, за да можат да се искористат децата тука целосно и ако треба и продолжителна настава и така со охрана да бидат како се случаевите во другите земји. Може се провери.
Се другото, само ние можеме да зборуваме дека треба, ќе треба, но никако не одиме на оној дел кој што е многу важен. И моментот, речете финансирањето, да, финансирањето во образованието е многу важна работа. Верувајте, во сите развиени земји, каде што и позиција и опозиција, и леви и десни работат за развој на образованието, министри ретко се менуваат во образованието и во Министерството за финансии. А министр за финансии е домаќинот на парите во една држава, а министр за образование е тој кој што треба да се развива. Со самиот развој на образованието се развива економијата, се развива науката, се развива културата, технологијата и така натака. Тогаш можеме да говориме за ситуации на делување и работење. И еден друг момент. Индивидуалниот пристап кон секој ученик да се биде. Тоа е многу битната работа за работа со учениците. Затоа што имаме ние и добри ученици, кои што освојуваат олимписки награди и така натака, но тука треба да се делува и да се работи со сите ученици, а и индивидуално и усовршување на наставниот кадар. Во Данска не може да биде наставник ако не е магистер, ако не се усовршува, за да добие работно место на неопределено работно време. Ви благодарам многу, господин Илиевски. Почитувани слушатели, останете со 107,4. Уживајте во продолжениот викенд и се гледаме во понеделник.